Продължуваме да проучуваме за молитвата, како што веќе беше најавено во претходните предавања. Исто така се допревме до значењето на молитвата, видовме како Исус ја користил молитвата во својот секојдневен живот. А вечерва ќе одиме еден чекор понатаму и пред нас еден нов наслов Татко наш. Што е добрата вест во Евангелието? Најпозната молитва, почитувани во Светото писмо, секако е молитвата Татко наш. Верувам дека нема човек на оваа земја кој не слушнал или не знае барем делови од оваа молитва Татко наш. Наистина, ова молитва Исус ја изговорил два пати. Значи, два пати е кажана и ја запишале евангелистите. Првиот пат ја кажал во присуство на многу луѓе, во проповедта на гората на благословите. А втората молитва, односно ја повторил после неколку месеци во присуство на своите ученици. Така да вие ќе видите дека и подоста тоа ќе го нагласиме. Јован како да не зборува ништо за ова молитва, но Матеј дава еден голем нагласок. Интересно, учениците го посматрале Исуса како се моли. Во една прилика учениците и самите побарале од Исуса да ги научи да се молат на Бога. На крајот сватиле дека постои една тесна врска помеѓу овие часови на молитва и силата на неговите зборови и дела. И виделе дека Исус примал сила од небото за своите секојдневни активности и секојдневни потреби. Еве, на почетокот, ајде да прочитаме молитвата Татко наш, што верувам ќе се подсетиме, сме ја читале и ја знаеме, верувам и напамет, но еве повторно вечерва ќе ја прочитаме заеднички. Туку молете се вака. Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес. И прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избавени од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Тоа е кратка, едноставна молитва. Но ние подосна ќе ја малце образложиме и ќе видиме што се крие во таа молитва, во тие реченици кои се наизглед така едноставни, меѓутоа толку се длабоки, толку се сеопфатни. И навистина Исус ни дал една подлога, почитувани, ни дал еден пример како и ние да се молиме во нашиот секојдневен живот. Молитвата, веќе кажавме во минатите предавања, дека е извор на сила. Значи, можат луѓето се да не одземат. Рековме и куќа, и стани, и нива, и имот, се. Но молитвата никој не може да не одземе. Таа се крие во нас. Ние сме дел. Односно, молитвата треба да биде дел од нас, во нашите мисли. Молитвата, рековме, не мора да биде кажена само на глас. Може да биде и во мисла упатена кон Бога. Може со зборови и така натамо. Затоа, многу наши молитви понекогаш почитувани се површни, себични и не се услишени. Ние веќе зборувавме каква треба да биде молитвата, едноставна, искрена, како што солзите излегуваат од нашите очи, така и молитвата треба да биде составен дел од нашата душа. Ова молитва, значи што ја прочитавме, се состои од 64, може да кажеме, зборчиња. Значи 64 зборови, од кои поголемиот дел се едносложни зборови. Таа молитва може да се изговори за пола минута, некаде околу 30 до 40 секунди. Кратка е, но ги опфаќа сите работи. Ние подосна ќе ги поделиме во неколку делови самата молитва, ќе видиме што се опфаќа. Меѓутоа, ова молитва може да говорат и простите луѓе, едноставните, но има што да научат и они поучените, што би се рекло. Значи, за сите овде може да се најде по некоја порака. Ова молитва, Господовата молитва, е најпозната христијанска молитва. Ние знаеме дека постои уште една молитва во Јован 17 глава, така наречена првосвештеничка молитва, но таа е малце подруга. Исус опфаќа малце на поширока лепеза на работи. Но ова, Господовата молитва, Татко наш, е навистина саже, или она што е најважно во еден христијански живот да постои. И затоа, еве, ние вечерва се одлучивме да разговараме, да размислуваме токму за ова Господова Исусова молитва. Евангелието ни го открива Исус секако и ни возможува увид во неговиот поглед на стварноста, неговите вредности и приоритети. Значи, кога ги читаме четирите Евангелија, тие ни го откриват пред се Исуса. Исус е главната фигура, главната улога.
зборуваат за неговото појавување на земјава, за неговото зачнување, раѓање, за неговиот живот, а секако и за овие 3,5 години на негова активна служба. Евангелијата се ориентир и смислот на животот. Тие ни укажуваат како да живееме. Значи, кога ги читаме овие Евангелија, ние всушност го читаме животот и работата на Исус Христос. Тој е наш пример, тој е наш навистина човек, Бого човек во кого треба да гледаме и да се однесуваме како тој што се однесувал. Мартин Лутер, познат реформатор, знаеме за него, многу сме слушали, читале, вели: татко наш е најголемиот маченик на светот. Кога велам маченик, тоа е ставено под наводници, зашто многу се користи таа молитва и нема човек кој не ја знае. Молитвата без искрен дух и промислено внимание станува безмислена и само обманувачка. Значи, ако молитвата нема искрен дух, и затоа таму вели Исус: не секој кој ми зборува Господе, Господе. Значи, денеска милиони луѓе велат Господе, ама кога им е тешко, кога им е зорт или кога нешто шкрипи во нивниот живот, ќе го спомнат Бога така поред. Сте виделе млади или постари кога поминуваат близу некоја црква, што прават? Се крстат така. Ако во соборниот храм во Скопје поминувате таму во градски автобус, некој ќе се сврдат и ќе се прекрстат, или некој манастирче или некоја црква. Мислејќи дека на тој начин тие го обожават Бога и упатуваат молитва со нивното прекрстување. Тоа е само, Мартин Лутер вели, молитва без искрен дух и промислено внимание станува безмислена. И ние се самоумнуваме. Значи, тоа е само обмана. Мислиме дека на тој начин ете сме ја задоволиле нашата тој верски ритуал. Евангелието ни помага да се поистоветиме Исусовите упатства за молитва. Не се магични зборови кои треба дословно да се повторуваат. Вие знаете, во некои верски заедници имат молитви што повторно ги повторуваат, можеби 1000 пати. 1000 пати ќе спомнат име Марија, Марија, Марија или Господе, Господе, Господе. И на тој начин тие мислат што повеќе повторуваш зборови, ќе бидат молитвите услишени. Не. Ние зборувавме пред некој предавање дека молитвите треба да бидат кратки, едноставни. И има и долги молитви, тоа се домашни, за својот клет, за својата скришна соба, но јавните молитви треба да бидат кратки, едноставни и насочени кон потребите за кои се молиме. Значи, молитвата не е некое магично стапче, ќе се помолам и сега ќе заврне дожд, ќе се помолам, ќе се поместат планините. Да, ние се молиме за дожд да заврне, ние се молиме да Бог не чува, но на крајот велиме: Боже, нека биде Твојата волја. Значи, не се магични зборови кои треба дословно да се повторуваат. Молитвата се создава од внатрешноста на секој човек. Како исправно да ја користиме? Како исправно да ја користиме, и за тоа зборувавме во минатите предавања. Местото на Господовите молитви во синоптичките евангелија. Значи, постојат синоптички евангелии кои не се синоптички. Тој збор синоптички е грчки збор, значи нешто што одредува, нешто што кажува во иднина. Едноставно, еве Матеј е тоа едно од тие евангелија и ова е подолгата верзија на молитвата Татко наш. Рековме на 2 места спомната, подолга верзија, во Лука имаме пократка верзија, значи Матеј и Лука ги опишуваат, ги забележили тие молитви или таа молитва Татко наш. Матеј зборува целата ја кажува од 6 глава, од 9 до 13 стих, а Лука зборува, значи, пократка верзија. Некој работи како да ги испушта, но во суштина се е офатено. Значи, тоа се 2 важни запишани молитви кои денеска ние ги читаме. Марко ништо не кажал за таа молитва. Постоењето на разни верзии е разбирлива во светлоста на молитвената пракса во јудеизмот. Значи, слобода по прашањето на формата. Некој мисли дека тоа не е важно да се забележи, некој ги забележили. Вие кога читате во Евангелијата, мислам на 4 Евангелија, некои настани се, Лука го пишува од свој поглед, Јован од свој поглед, Матеј од свој поглед. Значи, тие не добивале пишан документ, па треба да го објават во весниците, како, например, новинарите од владата наша добиват известување и тие мора да го пренесат. Не, тие самите требале да оформат зборови, да го опишат настанот. И затоа Лука, например, користи често пати медицински изрази во своите описи, зашто бил лекар, додека Петар бил обичен рибар. Тој може користи поедноставни зборови. Матеј бил цареник, така да секој од својот домен го опишува настанот што го видел и што се случил пред негови очи.
Ориген сметал дека Исус ја изговорил молитвата Татко наш два пати во разни контексти. И ние на почетокот кажавме дека Исус еднаш ја кажал за време на гората на благословите, кога имал силна проповед, и во друга прилика ја кажал на учениците, кога тие му рекли: Исусе, научени и ние да се молиме, зашто имало други луѓе, односно други групи на ученици, кои исто така имале своји учители и тие се молеле. И сега учениците Исусу вели: Исусе, ајде и ти не научи. И ние како да се молиме? Замислете, евреи кои од мали нозе учеле да се молат, од мали нозе ја знаеле Тората или 5 книги Мојсееви. Сега велат: Исусе, ајде научи не. И ние да се молиме како оние кои се околу нас. Матеевата верзија станала соборна молитва на црквата. Кога велам соборна, значи сеопшта. Зборот соборна значи сеопшта. И денеска на сите 4 страни на светот молитвата Отче наш или Татко наш е позната. 7 молби се опфатени во таа молитва. Значи први на обраќање, потоа молби, барање на Божја слава, материјални потреби, тоа е секојдневниот хлеб, молби или барање на помош во нашата борба со злото, и доксологија, значи прославување на крајот. Се што се случува ние мора да го насочиме кон Христа да се прослави. И на крајот ова молитва така и завршува. Значи тие се, еве овде имаме ова шема која ни го опфаќа, ни кажува се што се опфатени, кои потреби во самата молитва. И јасна структура била посебно значење во античката усмена култура без многу пишани зборови. Значи едноставно тоа се пренесувало во тие нивни молитви. Господовата молитва е една од најјасните сожетоци на Исусовата објава. Нејзиното совршенство укажува на Исус како учител кој е Боже совршенство. Навистина, Исус како Бог во човечко тело, неколку пати веќе нагласивме дека ја користел молитвата во својот секојдневен живот. Централниот појам на Исусовото проповедање е Божето царство. И овде кога читаме во молитвата Татко наш, секако се повикува да дојде царството Твое. Значи, централна тема, како овде што читаме во Матеј 6 глава, 9 стих, Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое. Централна тема во Библијата, во Новиот Завет посебно, е доаѓањето на Исус Христос, односно второто доаѓање на Царството Божие на ова земја. Ајде да ги видиме сега приоритетите. Структурата на Господовата молитва укажува на приоритетите во животот на Христовите следбеници. Прво, Бог е на прво место. И затоа овде молитвата почнува, како што читавме, Татко наш, кој си во небесата. После ние ќе ги малце подробно споменеме овие неколку реченици кои се спомнете. Рековме 64 зборчиња се уфатени. Но на прво место е приоритетот. Значи, овде се укажува на Бога. Бог е на прво место. Како гласи првата заповед? Јас сум Господ Бог Твој. На прво место во нашиот живот треба да биде Бог. И гледате овде во молитвата. Бог треба да биде на прво место. Ние се обраќаме кон Бога. Молитвите ги упатуваме кон Бога, бараме од Него. Тој е на небото. Како овде што вели, кој си на небесата. Овој господин Рајт, еве што кажа. Постои Бог кој не е само небесен чистач кој го доведува во ред нашиот неред и ги исполнува желбите, туку живее добриот и совршениот Бог кој треба да заземе прво место во нашиот живот. Вистина убаво кажано. Сега прашање за нас вечерва, кој е на прво место во нашиот живот? Овој господин вели, Бог треба да биде, да го заземе првото место во нашиот живот. Што е прво место во нашиот живот? Сега може да разговараме долго. Кои се нашите приоритети? Дали земните работи? Кои се поминливи? Дали е слава, дали е просперитет, било што. Се минува, се е минливо. Меѓутоа, Бог е вечен. И затоа овде вели, совршениот Бог треба да биде на прво место во нашиот живот. И затоа молитвата почнува, како што читавме, Татко наш, кој си во небото, да се свети името Твое и така натамо. Господовата молитва укажува на реалност на почитување. Сите чувствува дека нешто не е во ред со светот. Доминацијата на злото е реалност. Ако ставиме рака на срце, сите ќе признаеме дека навистина живееме во едно зло време, во еден многу лош свет. Преку ног се случуваат трагедии. Временските прилики, турбуленци се случува. Денес почна лето, но имавте информација таму во Турска паднало снег.
Тамо на исток, на запад, се случуваат големи турбуленции горе во природата. А што да кажеме поплаве, што да кажеме на земјава? Значи, живееме во доминација на зло и тоа е реалност. И затоа молитвата ни е потребна да го побараме Бога според милоста Негова да ни пружи, да ни даде заштита. Потребна ни е Божја благодат, како би можели ефикасно да одговориме на предизвиците на животот. Тоа е овде во молбите од 5 до 7 стих го кажува молитвата Татко наш. Значи, живееме во еден суров свет, почитувани. Молитвата Татко наш е повикување на Божјата благодат да делува во нашиот живот. Зборот благодат што значи? Го преведуваме како со милост, така. Значи, Божјата заштита да биде со нас, да делува во нашиот живот. Средство за повикување на Божјото царство да зачекори во нашиот живот. И затоа ние треба уште денес да научиме да живееме со Бога, со Исуса. Да чекориме во нашиот живот со Бога, за да може да продолжиме во вечноста. Не може човек, ако овде не чекори со Христа, со Бога, да зачекори таму во вечноста. Тој не може да го одржува тој од. Не може. Не мора од тука да ги оставиме нашите пороци, нашите проблеми, за да може да продолжиме во вечноста. Секако во еден нов свет, под други околности, но многу е важно, денеска ние треба, значи, да научиме да одиме со Господа. Татко наш, како зборови на признавање откриваат што за Бога веруваат они кои му се молат. Зборот татко, рековме, означава нешто присно, нешто блиско. Не може на секој да му кажеш татко. И интересно, молитвата почнува татко наш. Исус не вели татко мој. Тоа означава дека ние сме меѓу себе браќа и сестри. За сите ова молитва е дадена. Бог е еднаков за сите и можеме сите да се однесуваме и сите да бараме еднакво Бог да ни даде. Бог не прави привилегии. Бог не прави разлика дали сме млади или стари, богати или сиромашни. Бог не е безлична сила, туку личност со која можеме да разговараме. Значи не е тамо некаде Бог на третото небо или тамо кој зна каде и нема време за нас. Не, тој е татко наш, тој е близок. Како што синот се обраќа или детето до својот татко, татко наш. Ние рековме минатото предавање Ава, што значи татенце. Исус така близок до небесниот татко, до Господа. И во секој време можел да му се обраќа за помош. Едноставно во обраќањето ни помага да се насочиме на Божјата добрина. Овде Бог е подготвен во молитвата да ни ги задоволи сите наши потреби. Секако први се спомнува Царството небесно, потоа волјата да биде на Бога, како на небото, така и на земјата, и потоа се однесува на нашите земни потреби, а тоа е лебот наш, здравето наше, прошката и така натаму. Човечката историја сведочи дека Бог кон светот се однесува како татко, не како очух. Таткото е близок до децата, очухот не е. Тоа е само слика и прилика на личност која е тука во куќата, но децата нема тој присен однос кон својот татко, како кон свој татко. Подготвен е да оди до самиот крај во својата љубов кон своите созданија. Не да тргне на пола пат и да те остави на цедило. Бог ќе оди до крај. Исус одел до крај. Исус отешол и до Голготскиот крст, давајќи го својот живот. Татковците биле хранители и заштита на децата. На Блискиот исток било многу тоа важно. Многу било важно децата да имат заштита. Жената, семејството. Значи, таткото бил хранител, па и денеска, и во наши услови, исто тоа е важно. Значи, таткото дава подршка, прифаќа и отворен однос. Еве го текстот во Матеј 7:11. И така, ако вие, бидејќи лоши, умеете да давате на своите чеда добри дарови, колку повеќе вашиот Отец Небески ќе им даде добра на они што го сакаат. Никако луѓе, грешни луѓе, сакаме да ги задоволиме потребите на нашите деца. А замислите небесниот Бог, кој располага со совршена интелигенција, кој располага со многу дарови, нема да остане со затворени раце. Тој е подготвен да ни помогне. И затоа во молитвата кога се молиме, Бог ни дава подршка, тој не прифаќа, има отворен однос кон нас. Еве само да се присетиме на излегувањето на израелците од египетското робство. Знаете се што се случувало. Таму вели за рака ги водел Бог, за рака.
I навистина, како мали деца ги водил низ пустинјата и така натаму. Израел бил, символично кажано, син првенец. 400 години чекал Бог да дојде времето за да го извлече според ветувањето на Аврама и на останатите патриарси. Бог е издействувал слобода со силното негово делување. И знаеме што се случувало, какви искуства доживеале самите израелци. Бог, како небесен татко, го спасил Израел од робството. Бог е нашиот татко. Во Христа сме соединети во нова заедница на слободата. Неговата љубов не поврзува. Христијанството не е нешто индивидуално. Што ти ќе направиш некој потват или јас. Не. Значи, ние сме во колектив, христијанство. И тука сме да си помогнеме. И затоа меѓу себе се нарекуваме браќа и сестри во Христа. Таткото секако е на небото. Потребен баланс помеѓу свеста за Божјата оддалеченост и близина. Знаете, молитвата оди кон Бога. Тој е на небото. Библијата вели дека постои 3 неба. Божиот престол е на 3-то небо. Но за Бога нема проблем. Тој е присутен и овде вечера со нас, преку неговиот представник, преку Светиот Дух. Но молитвата не сближува кон Бога. Некој рекол дека Бог е толку далеко колку што трае една молитва. Ако молитвата трае 5 секунди, толку е Бог близок до нас. Тоа не е примерот за Петар кој потонал во водата и кога се помолил Боже помагај, Исусе помагај, Исус му е пружил веднаш раката. Гледате колку е близо Бог до нас. Меѓутоа, дали ја користиме молитвата како што треба? Урамнотежен пристап не лекува од заводливата еманципација. Понатаму, овие молби насочени се кон Бога. Тие се кратки и јасни, формално и граматички се слични. Ако ги читаме сега почетните реченици на молитвата Татко наш, ќе видите кратки зборчиња. Вели да се свети името Твое, кој си во небесата, да дојде царството Твое. Кратки се, по неколку зборчиња, но многу се содржајни. Значи го дефинираат нашиот однос кон Бога. И сега Урлих Лук рекол, Бог никогаш не е без човечки суштества. Тој напротив секогаш нивен создател, темел на нивниот живот, нивни партнер и нивен другар. Поради тоа, Исусовиот татко наш поаѓа од основното убедување, дека молбите упатени кон Бога помагаат на луѓето да на вистински начин побарат она што им е потребно. На Бога му се важни, почитувани, односите, блискоста, заедништвото. Бог ужива да со луѓето има заедница. Тоа го гледаме уште на почетокот во Еденската градина, кога таа врска помеѓу Бога и човекот била пореметена, прекината едноставно. И Бог првиот ги побарал Адам и Ева како наши родители тамо во градината. Тие се сокрили ради гревот, били уплашени, но Бог ги бара. Бог сака односи, Бог сака блискост, Бог сака заедништво. И преку молитвата токму Бог сака да ни помогне. Затоа овде пишува, Бог никогаш не е без човечки суштества. Значи, Бог е постојно во акција, Бог постојно создава. Ајде да споменеме првата реченица. Да се свети името Твое. Концептот на името во еврејската култура означава неговиот карактер и активност. Вие знаете, евреите на своите деца им давале такви имиња што означува карактерот на детето во иднина што ќе го прати. И овде вели да се свети името Твое. Божјото име е свето и треба да му се поклонуваме. Псалам 119:9. Никогаш не смееме, почитувани Божјото име, да го изговараме така лесно и без потреба. Евреите не го користеле Бога, односно името Јехова или Јахве. Тоа го користили само во посебни моменти свештенството. А народот ги користили другите зборови како што биле Адонај, Елшадај, Елрој, Господ и така натаму. Значи, тој збор Јахве само го користили во посебни служби првосвештениците. И затоа за евреите името е многу свето. Во почетокот на молитвата вели да се свети името Твое. Значи во библиските времења имињата имале многу големо значење од денеска. Пред некој ден кажа на радио во Македонија кои имиња ги дават најмногу, некои модерни имиња, немаат врска со ова поднебе, но сега е такво време. Значи се чита на интернет, некој од запад, од исток, ете, слобода родителите ги дават своите имиња. Меѓутоа, кај евреите имало прописи,
То се водило точна евиденција какво име да му се даде на идниот карактер на своето дете. Ако карактерот не одговарал на името, то го минувале. Ке се сетите на некој името што му било променето? На Јаков. На Јаков. Му било во Израел, така? Павле, Савле, Павле. Видите, едноставно им ги минувале имињата. Синот може да го осрамоти името на својот татко. Често читаме и денеска во висниците дека некој татко се откажува од својот син. Дали сте прочитале така? Има. Затоа што синот го обесчастил името на таткот и така таткото вели во весници се откажувам, не ги признам трошоците и така натаму. Бог почитува нас не признава пред ангелите, пред Вселената, кога ние ќе се покаеме и ќе дојдеме кај него да бараме прошка. Концептот на светоста е во центарот на Стариот Завет. Овде гледате ова слика, ова фотографија, кога грмушката горел и кога Мојсей се приближил, што слушнал глас? Кој глас го слушнал? Ова место е света земја. И Мојсей ги изул своите обувки. Значење на молбата, признавање на Божјиот авторитет во животот. Кога ние се молиме, ние го симнуваме нашето его, нашето јас. Бога го ставаме на прво место. Живење на живот, на обожавање и послушност. Понатаму, да дојде царството Твое, како на небото, така и на земјата. Бог е почитува наш татко. Тој не љуби, тој не сака. Тој е подготвен се да направи за нас. Тој 24 часа бдее над нас. Небото и земјата се основни компоненти на Божиот создаден поредок. Божиот престол, рековме, горе на небото. Место на Божиот престол. Неговото царство на милост е горе на небото. Желба за соединување на Божиот со нашиот простор. Ние кога молиме да дојде царството Твое Божие, го посакуваме Бог да дојде овде и да се соедине со нашата планета, со нашата земја. Тоа ќе се случи. Значи, после 1000 години поминати горе, кога по трет пат Исус ќе дојде нова земја, овде ќе биде и центарот, односно самото седиште на таа Божја влада. Овде Бог, пише во Откровението, ќе биде со својот престол. Значење на молбата, остварување на Божјото царско владење. На тој начин ние признаваме да дојде царството Твое. Јоахим Джеремијас рекол, молбата за доаѓање на царството е крик од еден свет кој робува под владење на злото и во кој се Исус и Антихристос во постојан судир. Денеска постои тој космички конфликт. Кој ќе управува со твојот и со мојот ум? Кој ќе управува со нас? Значи, кога ние молиме во молитвата, ние бараме од Бога да дојде што побрзо нова земја и да направи крај на сите маки проблеми со кои денес се ние среќаваме. За жал, многу христијани се молат со длабока побожност да биде волјата Твоја, но нити малку се трудат да ја творат волјата Божја. Тие понатаму живеат според својата волја, а е молат молитвата. Меѓутоа, сепак во својот живот живеат според своја волја, а не Божја. Аспекти на доаѓањето на Божјото царство. Ескатолошка надеж, значи тоа иднина, што ќе се случи во иднина, Христовото доаѓање, искоренување на злото од светот, потребно знаење, преобразување на нашиот живот. Кога ние се молиме и бараме помош, треба почитување да бидеме подготвени и да се менуваме. Да се менуваме, бидејќи едноставно ако останеме на тоа ниво, ништо не вреди. Исус ќе дојде, а ние нема да бидеме подготвени за средба со Него. Ние имаме прилика да искусиме силата на светот, на силата на светот кој доаѓа. Таа сила ни стои на располагање. Нека биде Твојата волја. Божјата волја е добра, прифатлива и совршена, вели апостол Павле во Римјаните 12:2. Молитва која не починува на Божјиот план. Прашање на обратен човек. Господе, што сакаш да правам? Тоа е поентата. Ако ние се починиме на Божјата волја, на Неговата волја, секако Бог ја почитува нашата волја. Бог не сака да ја поремети, но ние доброволно треба да се починиме на таа Божја волја, зашто Бог има најдобри намери за нас. Господинот Рајт рекол, со ова ние подпишуваме од своја страна согласност дека ќе работиме на остварување на царството. Тоа е начин на кој земаме лек за себе, за да бидеме доволно силни, но и да го дадеме на други. Значи, кога ние се молиме и бараме од Бога помош, ние вели подпишуваме согласност од своја страна.
дека ќе работиме да се оствари тоа царство, кога се молиме, нели, така почнува молитвата, да дојде царството Твое. Ајде се молиме повеќе да дојде што побрзо царството Божие. Но и да работиме на остварување на тоа царство. Зашто треба секој човек, секоја жена да слушне за тоа царство. Во Матеј 24:14 пишува: и ќе се проповеда ова Евангелие. Зашто ќе се проповеда? За царството Божие. Едни за сведоштво, а други за спасение. Значи, ние мора да бидеме учесници во ширењето на таа вест, кога се молиме да дојде царството Твое. Лебот наш потребен да ни го денес. Сега, од сите тие духовни аспекти, молитвата поминува на општите работи, на телесните, на физичките работи, а тоа е го молиме Бога за благослов да ни го даде лебот наш насушен. Интересно, првиот дел на молитвата, татко наш се однесува на Божето име, потоа на неговото царство и на неговата волја. Сега доаѓаме до централната молба на молитвата. Некои велат дека ова не се однесува на буквалниот леб, туку на оној духовен леб, како што вели таму во Јован 6:51, кај што вели: јас сум живиот леб што слезе од небото, кој јаде од овој леб ќе живее вечно. Но секако, лебот на животот е нашиот спасител, Господ Исус Христос. Но ништо не е страшно ако кажеме дека ова се однесува и на физичкиот леб, кој го ние користиме секојдневно за одржување на нашиот живот. Значи, единствена молба насочена кон материјалните потреби на човекот е токму ова реченица: лебот наш дај ни го денес. Црковните татковци ја тумачиле како алегорија. Значи, духовен леб, како што читавме речта Божја или причест, кога ние се причестуваме. Но сепак, како и да го тумачиме, и едното и другото се важни. И тој физички леб, духовен леб што го јадеме, тоа е речта Господова, но и оној леб што секојдневно го користиме за одржување на нашиот живот. Контекстот подразбира на дословно тумачење на оваа молба. Значењето на лебот во античкиот Израел. Лутер што кажал: символот на се што е неопходно за одржување на живот, како што се храна, здраво тело, добро време, куќа, дом, деца, жена, добра влада и мир. Еве, како го тумачи Лутер, како ја тумачи ова реченица: лебот наш потребен, дај ни го денес. Значи, кога тоа го молиме, Лутер мислил на сите овие аспекти во животот, значи на семејството, на домот, на децата, жената, здраво тело, добра влада и мир во државата кај што живееме. Молитвата за нашите потреби, а не за нашите желби. Значи, тоа неколку пати го нагласуваме во овие предавања: желба е едно, а потреба е друго. Потреба е она задоволување на своите физички секојдневни потреби, а желба да имаш преку потребите. Секако, понекогаш ние имаме такви желби кои не може никој да ни ги оствари, па ни самиот Бог што се вели. Но како е да е, Бог е подготвен да ги задоволи нашите потреби. И сега, која е пораката на молбата? Нашите материјални потреби не се неважни за Бога. Значи, ево овде има насликава нож и вилушка. Бог сака да ги задоволи почитување нашите физички, секојдневни потреби за нашиот живот. Затоа Давид вели таму во своите псалми: бев млад и остарев и не видов Божето дете да проси за леб. Значи, Бог е подготвен да ги задоволи нашите секојдневни физички потреби, за да ги задоволиме нашите потреби, за да не просиме, за да не гладуваме. Секако, Бог ни дава и памет, ни дава и ум, и како и да заработиме. Тој е тај збор на грчки, овде што го читаме, што значи секојдневни. Секојдневни. Значењето на овој грчки збор е да ни го денес нашиот леб, за денес. А никако луѓе, пишува таму кај беше во Јаков, ми се чини, така, се грижите за многу, правите ова, правите она, а не велите ако Бог даде. Утре ќе одам таму, ова нива ќе сработам, ова. Ако меѓутоа завршува со животот ноќеска и ништо плановите отпаѓаат. Ако Бог даде, тоа ќе го направам. Не треба да се грижиме. Таму вели во Матеј: птиците ни што прават? Ни сеат, ни тужнеат. А Бог се грижи за нив. Секако ние сме интелигентни суштества. Бог ни дал слободна воља да планираме, да се организираме, но да не се грижиме многу што ќе биде за година, 2, 3 или за 10. Мирно можем да смием. Тоа е смислот на ова
nova rečenica, novi izbor, дай го денес нашиот хлеб. Значи, мирно можам да спијам, бидејќи имам небесен татко кој води грижа за мене. Тоа е поентата. Кај што вели, задоволи го Боже секојдневниот, задоволи ги секојдневните потреби, дај го денес нашиот хлеб. Еве го тој текст. Не се продават ли 2 врапчиња за 2 денари? Па ни едно од нив не паѓа на земјата без волјата на вашиот татко. А вам ви се избројни дури и влакната на главата. И така не бојте се, вие сте поскапи од многу врапчиња. Навистина, ако Бог се грижи за тие птичења кои никој не ги приметува во природата, а камоли за нас, што Исус го дали својот живот за тебе и за мене. Уште да се присетиме на израелскиот народ, 40 години, еве ова слика, гледате ова мана, бело како снег, паѓало секој утро од небото. Рано, додека имало роса, морале жените или мажите израелци да излегуваат, да излезат и да соберат доволно за тој ден. Они кои биле лени, кои станувале од 10 во 11, кога сонцето веќе било високо и од топлината се топела таа мана, немало храна за нив. Останувале гладни. Значи, Бог се грижел со мана за својот народ 40 години и тоа секој ден. И денеска Бог е подготвен да се грижи, односно да ги задоволи нашите потреби. Изразување на човечката потреба за Божја помош во борбата со злото. И сега одиме понатаму, вели, и прости ни ги долговите наши, како што ние ги опростуваме на нашите должници. Ова е многу важен услов, почитувани. Дали сме ние подготвени да простиме? Дали сме ние должници на Бога и дали ние имаме своји должници? Некој може би од нас на прв поглед е задоволен со себе си, но ако се огледа во Божето огледало, ќе види дека е голем должник и дека длабоко плива во неволи, во проблеми. Значи, ние мора да бидеме подготвени да им простиме на нашите должници, како што вели текстот. А тогаш ќе ни прости и самиот Бог. Ни го представува реалниот живот, значи ова молитва. Човечките односи се чувствителни и кршливи. Природната склонност на човекот е на оган да одговори с оган. Тоа е зап за зап, око за око. Така правеле во Стариот Завет. Но исто што вели, јас ви велам вака. Ако некој те удри по левиот шамар, ти што да правиш? Сврти му кој другиот. Тоа е навистина голема филозофија и висок стандард на еден христијански живот. Што го поставил Бог. И затоа молитвата сака да ни помогне да бидеме подготвени да простуваме. Повикани сме на поразличит став. Не да правиме така како што прави овој свет. Каква била историската позадина на долгот во античкиот свет? Интересно, таму ако си бил должник, ќе бидеш роб, слуга на тој што му должиш. И тешко ќе можеш да се извлечеш од долговите. И ќе останеш не само ти, и твоите деца, и твоите внуци, робови на тоа семејство. Меѓутоа Исус прави радикални промени, така или не е тоа добро. Сеќавате во Новиот Завет, во посланието на Филимон, еден верник христијанин имал роб. И што му вели Павле на тој брат? Што му вели на Филимона, на Онисим, пардон? Оди кај братот. Сега си роб, ама биди слуга негов, од љубов да му служиш. А ти, брате, немој да се однесуваш кон робот како кон роб, туку како брат. Така да има многу голема филозофија во зборовите на апостол Павле, со кој сака да направи радикална промена во времето на робовите. И прости ни ги долговите наши, како што ние ги простуваме на нашите должници. Божето простување стапува на сила во животот на оние само кои простеле. Ова е многу важна реченица. Ќе повторам уште еднаш. Божето простување стапува на сила во животот на оние само кои простиле. И затоа, овде во средината на молитвата Отче наш, или Татко наш, или прости ни ги нашите долгови. Значи, мораме, браќи и сестри, почитувани да бидеме подготвени, да им простиме на оние кои ни се должни. Основа за Божето простување е нашето простување. И сега, при крајот на молитвата, Исус вели, не наведувај во напаст или во искушение. Ние знаеме дека Исус, односно Бог, не воведува во искушение. Знаеме дека искушението е
потикнување на грев. Тоа не доаѓа од Бога, туку доаѓа од сатаната и злото кое е во нас, во наша телесна природа. Бог не го искушува никого, вели во Јаков 1 глава 13 и 14 стих. Искушението е затоа многу опасно, затоа што се јавува одеднаш, непланирано. Никој не го планира па сега да чекаш да дојде искушение и ти ќе се приготвиш на одбрана. Не. Одеднаш може да дојде во животот. Зад првата кривина или втората или третата во животот. Кога најмалку му се надеваме и обично се јавуваат проблеми. И тоа доаѓа во привлечно руво. Други се искушенијата на децата. Други за младите, а сосема други за старите. Значи имаме различити видови на искушенија што сатаната ги монтира и ги постава пред нас. Знаеме дека Исус колку искушенија имал? Дали ќе се сетите? 3 многу тешки искушенија Исус во пустињата. Сатаната настојувал по секоја цена да го одврати од неговата мисија, но не успел. Исус во Божјата реч и молитвата наоѓал сила со која се обидувал да ги победи искушенијата и ги победил секако. Искушенијата се дел од животот. Некои се умерени, а некои посилни. Бог дозволува искушенија поради напредокот во духовната зрелост. Ова е многу важно. Значи, Бог дозволува да дојат искушенија на нас, за да се види, да се потикне нашата духовна зрелост. Иначе ќе останеме на тоа ниво и ќе мислиме дека сме силни, дека сме јаки. Но кога ќе дојат тие искушенија, тие ветришта, тогаш ќе видиме колку сме напредувале во нашиот живот. Еве, уште некоја фотографија и завршуваме. Една од најголемите потреби, овде ќе се подсетиме на животот на Аврама. Аврамовото жртвување на Исак. Тоа било големо искушение за Аврама. Меѓутоа, Бог знал дека Аврам ќе го положи тоа искушение. Бог знал како за Јов дека ќе го положи тоа искушение, но сепак Јов ништо не знал за тој разговор во позадина помеѓу Бога и сатаната. Но Аврам верувал на својот Бог небесен. Сатаната е наш искушувач. Тој стои од позади. Ние не го гледаме. Библијата ни зборува за сатаната, кој настојува да не убеди да ја злоупотребиме својата волја. Ја користи нашата слабост како полегон за кушање. Тој е победен непријател. Единствено Бог има неограничена сила или моќ. Предметот на молбата или на молитвата, Божја контрола на фактите кои представуваат опасност за христијаните. Бог ги држи под контрола на станите и не дозволува поголеми искушенија од оние со кои можеме да се избориме. И затоа ние да го молиме Бога, како што овде што вели молитвата, не воведува во искушение. Рековме Бог не воведува, туку Бог дозволува, трга само раката за да дувнат некои ветришта, за да се види каква прашање на гревот се залепила за нас. И преку тие искушенија, преку тие ветришта тој сака да не очисти, да не ослободи. Од Бога секогаш можеме почитуване да добиеме мудрост и сила. И еве при крајот на молитвата вели избавење од зло. Во ова молба бараме избавување од злите луѓе и од злата во општ смисол. Треба да се молиме. Бог гледа и преку зид. Ние до зидот гледаме, односно пред зидот. Бог знае што ќе не снајде на денешниот животен пат. И затоа да го молиме Бога да не сочува. Бог ќе ни пушти појас во секој време за спасување. Гледате, овој појас е многу важен ако некој е давеник во водата. Тој е спасителен појас, спасува живот. Исус може секојаш да ни помогне. Суштина е дека деструктивните сили може да бидат замолчени и дека можеме да избегнеме да не се удавеме во низината кал. Молба подразбира. Копнеш за победа на Божјото царство. Гледате, овие луѓе се качеле горе на висина. Зошто луѓето одат на планина? Планинари. Еве сега загина еден пред неколку време од Гевгелија. А такви има многу. Зошто? Тие што биле таму на врвот, вели, такво чувство доживува што е неописиво со зборови. Такво чувство се качиш горе на врвот, на кровот на светот. Меѓутоа, знаеме овде колку паднале, колку завршили со своите животи. Но ние се стремиме да добиеме ова круна на вечен живот. Господ да ни помогне, почитување, да навистина еден ден се сретнеме и се најдеме со нашиот Спасител Исус Христос, бидејќи Твое царството, силата и славата во сите векови. На крајот рековме ова доксологија. Функционира како печат на молитвата. Со неа признаваме дека еве го тој печат. Признаваме дека Бог е се. Значи се што се движи на оваа земја,
Бог треба да има место во нашата стварност. Не му припаѓа се. Ние сме само овде на минување. Бог е вечен. Своето место во стварноста. Се што сме и се што сме постигнале е резултат на Божјата добрина кон нас. На суштината на Евангелието на Исус Христос всушност е тоа сажеток. Значи, тука е се. Радосна вест за Исус Христос, дека Тој ќе дојде наскоро и ќе стави крај, ќе стави печат на се оно што е лошо, ќе биде уништено. Нашите приватни царства се од краток здив, затоа да се насочиме кон барање на Божјото царство. Господ да ни помогне да навистина ја користиме молитвата Татко наш. Едноставна е. Рековме 64 зборчења има. Трае повеќе од 30-40 секунди, но се опфатено. Господ да ни помогне да навистина еден ден се најдеме во тоа небесно царство за кое копнеле апостолите, пророците, патриарсите, а верувам денеска и ние. Нека му и слава на големиот Бог. Амин.